Добро вечер. Вчерашните вести од Брисел кажуваат дека повторно ќе имаат можност земјоделците да добиваат средства. Што значи таа одлука на Брисел во моментов? Добро вечер до гледачите на телевизија Сител. Благодарам за поканата за учество во тема на денот. Вчерашната одлука која што ја добивме од страна на Брисел преку Министерството за финансии, преку Националниот координатор за авторизација, значи дека средствата од ИПАРД се ставени на располагање повторно на земјоделците во Република Македонија. Не само што како средства ќе ги ставиме на располагање од ИПАРД програмите, самиот извештај од Брисел укажува на тоа дека во системот не се пронајдени грешки на функционирање на самиот систем и системот не е компрометирачки, туку докажавме дека тој систем функционира и дека се работи за изолиран случај кој е злоупотребил својата службена положба и овластување. Значи, оној случај што беше со претходниот директор, да, на голема корупција на пари, велите дека е изолиран случај? Да, не само ние како агенција и како влада која што го констатиравме со безбројните ревизии кои што беа направени од страна на акредитираните ревизорски тела, и самиот Брисел во извештаите што ги доби и ревизиите сами што ги правеа на предметиве кај нас, констатираа дека ние имаме систем, системот постои, системот не е компрометиран, едноставно се работи за изолиран случај со уште неколку луѓе кои што се однатре фатени во самата истрага, што ќе утврди обвинителството дали се вклучени во целиот процес или не, и ја отстранивме практично црната дамка која што имаше агенцијата дека не постои систем, току едноставно системот постои и функционира и продолжуваме со работа во агенцијата согласно процедурите кои што ни се пропишани од Брисел. Има ли опасности од нови такви случаи? Ние како агенција во овој 5-месечен период некако успеавме да изработиме дополнителни процедури, дополнителни постапки за да го намалиме тој ризик. Секогаш постои тој ризик да не ги доведуваме луѓето заблуда, меѓутоа се обидовме со донесување дополнителни процедури за контрола и со донесување на дополнителни механизми за задржување на документи, движење документи, да направиме една правна рамка да се исклучат најголемиот дел од можностите да се случи ваква злоупотреба. Еден од документите само кој што ги донесовме е упатство за движење документи, кој што во претходниот случај се констатира од страна на службите дека документите стоеле со денови кај директорот не подпишувани заради предметна злоупотреба. Прво што направивме кога дојдов декември, донесовме упатство да документите во ниеден сектор, па дури и кај директор, да не се задржуваат повеќе од 2 дена, доколку се во ред и се изготвени согласно процедурите и се проследуваат понатаму за одобрување и исплата. Но тој случај сепак беше прилично силен случај, стануваше збор за голема сума на пари. Дали има внатрешни контроли правено после тоа, проверка на претходни документации, истраги или... Така. Од 13 ноември навака, за овие 5 месеци, покрај редовните контроли кои што ги направи ревизијата задолжена за ИПАРД кој што ги прави ревизиите, Националното тело за акредитација практично НАОД при Министерство за финансии направи покрај редовната направи 2 дополнителни контроли кои што се правеат, достави ревизорски извештај. Меѓутоа и ние во рамките на агенцијата формиравме некои 6-7 тима кои што ги разменивме, ако е тимот кој што бил прва контрола, сега формиравме нов тим да ги спровери сите предмети кои претходно беа подпишани од претходниот директор. Со тие проверки си најдовме одредени грешки административни кои што се направени, меѓутоа сите проверки кои што ги направивме на околу 400-500 предмети кои што ги имавме подпишани од претходниот директор, за делот за ИПАРД 3 од програмата, се констатира дека процедурите се запазени сите, постапките се спроведувани согласно процедурите на Брисел, и на тој начин успеавме да докажеме пред Брисел дека со проверката на сите тие предмети и од нас како агенција, меѓутоа и од ревизорските тела, е испочетувана процедурата на Брисел и си го исклучуваме претходниот директор како изолиран случај во целава постапка. Малер многу, тој претходен директор на првиот случај на корупција го фатија. Па сега, тоа дали му бил прв или не бил прв случај, обвинителството ќе си докаже, нели, органите на законот ќе докажат во кој дел дали му бил прв или не му бил прв случај. Добро, да се вратиме сега на суштината.
тие неколку месеци колку беа на блокада, колку средства се, колку проекти се блокирани, што со нив сега, имали ново ревидирање, ново поднесување или тие продолжуваат у фаза на исплата? Од моментот на ставање на блокадата за исплата на трети четврт квартал, прво од нашиот, од националниот координатор за авторизација, потоа од Брисел, до денес се блокирани за исплата, што денес не се нели веќе блокирани за исплата, беа околу 60 предмети од првиот квартал и околу 70 предмети од втор квартал, кои што сите се уште не се доспеани. Најкритични во целава ситуација беа тие околу 60 на предмети кои што веќе роковите од јануари, февруари, март се истечени роковите за плаќање и на тие им дадовме приоритет. Како агенција уште денес доставивме првите предмети, ги доставивме за исплата со самото тргање на блокадата. Утре продолжуваме со динамиката која што ја договоривме со Министерство за финансии и направивме една динамика на доставување на предмети за исплата, тие кои што веќе им се поминати роковите, да до 15 мај ние сите предмети, тие 60 ги доставиме и се исплатат од Министерство за финансии за предметите кои што да не речам овој 5-месечен период ја трпеа оваа блокада и постоеше ризик да плаќаат пенали, да плаќаат камати заради тоа што инвестициите им се земени со кредит. Повратот на средства кои што ги имат земено со кредити ќе го направиме до 15 мај. За каква сума станува збор тие 60? Од првиот квартал за тие 60 предмети се некаде околу 2 милиона и 100 илјади евра, така да вториот квартал ние дополнително со околу 2 милиона евра, меѓутоа предметите од вториот квартал доправо доспеваат до 30 април, 30 мај, 30 јуни, имаме динамика направено, некаде околу 4 милиони евра ќе бидат исплатени во овој краток период за тој период од 5 месеци кој што беше. Но пари се тоа, има ли пари во буџетот? Да, тие се европски пари, имаме пари за тоа во буџетот. Добро, сега да ја прашам, после овој случај, има ли, мислите дека има доверба кај луѓе за аплицирање, за нови проекти, како иде динамиката, што иде постапката, ќе има ли, како, не знам кои делови се имали нови конкурси? Па вака се, довербата оправдано е да биде размишljена кај земјоделците, меѓутоа ние ќе се потрудиме да ја вратиме довербата, со тоа што почнуваме од понеделник со продолжување на постапките, покрај исплатите кои што беа стопирани во овој период, беше стопиран и процесот за склучување на договори кои што веќе луѓето апликациите им одобрени, исполнуваат услови, меѓутоа заради ситуацијата која што се случи беа стопирани. Отпочнуваме со склучување на договорите по мерка 7 и по мерка 3. И имаме еден повик кој што самото негово завршување со објавата настана блокадата и тој повик го продолжуваме. Таму имаме некаде околу 715 апликации кои чекат да бидат разгледани и одлучени со набавка на референтни цени, така да постапката на агенцијата ја враќа во нормала и ќе се обидеме во овој период да ја вратиме довербата пред распишување на повици, да покажеме дека агенцијата ја враќа целокупната процедура и целокупните процеси за да може да се легитимира пред земјоделците дека ова беше изолиран случај, дека самата институција и самите вработени работат согласно процедурите и процесите кои што ги налагаат не само нашите закони, туку и европските закони. Значи сега кога иде да аплицират не е задолжително плик со кеш евра, така? Така, да. Сега процедурата е сменета, ќе се аплицира новите повици кои што би требало да се распишат кога ќе ги затвориме овие повици. Правиме напори да се аплицираат електронски, да немаат допирана физички контакт со вработените, да може апликацијата која што ќе поднесува за ИПАР да се поднесе преку системот електронски, формално ќе ја достави и писмено, меѓутоа поедноставно е и намален самиот процес на злоупотреба или евентуална субјективност од страна на вработените при учество на доставување на тие апликации. Кога зборуваме веќе сега за ИПАР програмите, велите дека правите напори за да се оневозможи можност за влијание при одлучувањето, но честопати земјоделците знаат да кажат дека е многу тешко да се аплицира за тие проекти, дека има многу процедури, бирократски постапки, не знаат да се напишат проекти. Нешто околу тоа се планира или како да се
Да, факт е дека процедурата не е едноставна. Дека не секој може да го направи. И најчесто доаѓаат Се откажуваат едноставно. Од тие маратонски процеси се откажуваат луѓето, меѓутоа за таа цел реагиравме до Брисел, иако бевме блокирани, реагиравме преку телото за ИПАРД преку Министерство. Направивме модификација, предложивме модификација на програмата за да се намалат одредени критериуми, поточно да се олеснат одредени процеси, меѓутоа и од друга страна да се зајакнат одредени контроли, затоа што на една страна имаме маратонски процес на аплицирање, а од друга страна имавме слабост во системот за контрола на целиот овој процес. Модификацијата на програмата е доставена до Брисел. Чекаме одговорот таму да ја одобрат. Со таа модификација ќе се направат одредени промени на процедурите, самите процедури за аплицирање и сметам дека да не речам сега да не калкулирам тука со проценти или со бројки, меѓутоа 20-30% од процесот ќе биде олеснет во целата постапка за аплицирање. Има ли интерес за тие средства? Да, има интерес, голем интерес и во самиот период на блокада се јавуваа луѓето кога ќе има нови огласи, на кој начин ќе отпочнеме, за кои мерки ќе се распишат, бидејќи ИПАРД програмата, специфичните мерки ние не субвенционираме само трактори, механизација или процеси за примарна обработка на земјоделски производи. ИПАРД програмата е малку посеопфатна и практично се финансираат и индустријски капацитети кои што да прашам, зашто има најмногу интерес? Или генерално интересот генерално е за земјоделие, меѓутоа имаме и проекти кои што се како што се развој на рурален туризам. Хотелиерство, изградба на сместувачки капацитети, изградба на локали за гостување во руралните средини. Самиот ИПАРД не е фокусиран да средствата бидат наменети само во делот на земјоделието. И руралниот туризам како дел од целата структура на земјоделие спаѓа во тој дел и тука се што е во рурален туризам каде што ќе се предвиди одредено вработување, одредена активност во самиот тој регион, го поддржува целиот финансирањето од ИПАРД средствата. Тоа е до колку проценти од во зависност од апликантот и 60% од средствата до 70% се прави поврат на средствата од ИПАРД. Добро, благодарам за ова гостење. Благодарам и на вас.